Благодарам. Почитуван градоначалник на општина Штип господин Иван Јорданов. Почитувани пратеници, советници. Почитуван господин Стојан Дивков. Почитувани браќа и сестри, македонци и македонки. Годинавот бележуваме 76 години од насилното прогонство на македонците од Егејскиот дел на Македонија. 75 години од крајот на така наречената граѓанска војна во Грција од 1946 до 1949 година. Во неа македонците, заедно со грчките партизани, како и многу пати порано, ја ослободија Грција од нацифашизмот и повторно се вградија во темелите на незината државност. За жал, во оваа војна најголеми жртви беа децата. Од нив денес се меѓу нас заедно со своите потомци. Сите заедно ја чувствуваме болката на прогонството од родните домови, од нашата Македонија. Геноцидот и прогонството на македонците од Егејскиот дел на Македонија се една од најцрните страници во историјата на македонскиот народ. Таа судбина, за жал, не следи и во Балканските војни, и во двете светски војни, и граѓанската војна во Грција. Таа историја и вистина не смее никогаш да се заборави, затоа што Егеот е душата на Македонија. Трајно останува поменот и споменот за македонската Голгота во Егејскиот дел на Македонија и времето на граѓанската војна во Грција. Иако Комунистичката партија на Грција ветуваше автономија до обединета Македонија, генералниот секретар на оваа партија по враќањето од Русија назад во Грција изјави: "Ја изгубивме војната, ама ја изчистивме од македонците." Остануваме посветени на трајно решавање на македонското прашање, на враќање на граѓанските, имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци од Егејскиот дел на Македонија и нивните потомци. Заедно сме со нашите браќа и сестри македонци и македонки во соседните земји на државата Македонија, во остварување на нивните човекови и граѓански права и слободи. Правото на образование, информирање, вероисповед на мајчин македонски јазик, правото на слобода на изразување, здружување и собир, правото на регистрација на здруженија на граѓани и политички партии, заради заштита и унапредување на македонскиот етнички, јазичен, културен, верски, историски и државен идентитет, континуитет, наследство и простор. Почитувани, постојано ќе го потсетуваме светот на правата и слободите на македонците во Грција и за обврските на владата во Атина и во Грција. Бројни се злосторствата на марионетската влада на СДС и ДУИ против Македонија и македонците, дома и во светот. Не се забораваат. Очекувањата се големи, барањата се бројни. Упатуваме јавен повик за масовна излезност на следните избори, да не се седи дома. На 8 мај да прославиме голема победа, да го одбележиме крајот на владата на СДС и ДУИ, да почнеме повторно нов почеток заради ред и поредок во државата, заради крај на хаосот и башибозукот. И покрај селувањето, се уште не има. Има во Македонија. Ова земја раѓа македонци, пород и државјанство, кои си ја сакаат татковината, кои се честни и вредни, заедно да обновиме родината. За многу ја лета помен и спомен на насилно прогонетите македонци од Егејскиот дел на Македонија. Да живее Македонија и македонскиот народ. Никогаш северна, само Македонија. Амин.